благослов, драги браќа и сестри, му благодариме на Бога што и овој ден благоволи да сме сите здрави и живи, да дојдеме на ово место и сите заедно да го прославиме нашиот Господ Бог. Како за почеток јас ќе ве замолам да ги исклучите вашите мобилни телефони, нека овие неколку часа бидеме достапни целосно на Бога. Ако веќе тоа го сториме, ќе ве замолам да станеме на нозете и ги го прочитаме 66-тиот псалм. Да слушаме внимателно што зборува псалмистот. Боже, биди милостив кон нас и благослови не. Осветли не со лицето свое и помилуј не, за да го познаат на земјата патот Твој и меѓу сите народи спасението од Тебе. Да те прославуваат народите, Боже, сите народи да те прославуваат. Племињата нека се развеселат и да се радуваат, зашто праведно ќе им судиш на народите и племињата ќе ги упатиш на земјата. Народите нека те прославуваат, Боже, сите народи нека те слават. Земјата го даде својот плод, благослови не, Боже, Боже наш, да не благослови Бог и сите земни краишта нека се бојат од Него. Амин. Да се помолиме и потоа да го прославиме нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Татко Небесен, секоја слава, чест, величие ти прибега само од Тебе. Ти благодариме за овој ден, ти благодариме што сме здрави и живи, ти благодариме што Твојата милост и овој ден ја покаже кон секој еден од нас. Татко Небесен, ние го бараме пред се Твоето царство и Неговата правда. Татко Небесен, те молам, Боже, и за Духот Свети да Ти го испратиш помеѓу нас. Да Ти, Господе, ги доприш нашите срца. Да Ти, Татко Небесен, ги променуваш нашите срца. Нека Духот Свети ни помага, Татко Небесен, во секој едно искушение. Нека Твојот Дух Свети ни помага да се обликуваме, да стануваме се повеќе слични на Тебе. Нека Духот Свети ни помага се повеќе да служиме, Татко Небесен. Нека ни помага се повеќе да ги имаме Твоите мисли, Господи Исусе Христе. Ние се препуштаме во Твоите раце, да Ти не водиш, да Ти имаш контрола над секој еден од нас. Нека на вистина нашите срца го прославаат Твоето свето и достојно и спасително име Исус. Во името на Господ Исус Христос и Спасител. Амин, Татко Небесен. Да го прославиме нашиот Бог. Se smirува и погорува пред Бог на славата. Бејза Адонај, тој навијане за слава достоен. Бејза Адонај, стигнеш да го дише за слава достоен. Se smirува и покорува пред Бог на славата. Бејза Адонај, тој навијане за слава достоен. Бејза Адонај, силен ще да го дише за слава достоен.
Пред се, јас сум Севержан Алиовски. Ова е мојата сопруга Себихана Алиовска. И пред се да ве поздравам со мирот Божи. Да ви посакам мир Божи и да ви кажам дека ние сме верници на Бога, кои сме и крштевани. Помагаме на црквата, на нашата црква, која Бог ни ја дал. Јас како мајстор сум ангажиран, Бог ме ангажира, за да помагам многу во црквата, познавам многу мајсторски работи и сакам првенствено да му годам на Бога и да му служиме заедно со мојата сопруга. И знам дека едно Бог ме употребува и тоа ми го зборува. Бог ми укажува дека јас ја подкрепувам многу црквата во духовен начин. Ги подкрепувам моите помлади браќа и фала му на Бога што тоа ми го возможува. Ние како брачни парови и нашите деца исто се христијани и баш му благодарам тоа на Бога што Бог ни го дозволи тоа, не возлюби, како што Словото нас не учи, тој не возлюби уште пред да постане светот. Амин. Слава на Него, затоа што тој е само достоен за слава и чест. И сакам едно да кажам дека името Исус Христос е спасение за целиот човечки народ. Амин. Можам да ви посведочам и со мојот живот дека кој го запознава нашиот жив и вечен Господ Исус Христос ќе има многу благослови во неговиот живот. Па ви препуштам нешто и да каже мојата сопруга. Божи благослов и Божи мир на сите кои гледат и кои навистина за прв пат и повеќе пати ја гледат ова сведочанство на луѓе, наши браќа и сестри. Му благодарам на Господ што стоиме и што сведочиме за Него, што навистина не избра од темнината и не воведе во светлина. Зашто Тој самиот е светлина и самиот Тој дојде, се понизе за нас и стана човек и навистина умре за нас, застана на крстот и навистина ние можеме да се пофалиме само со Него, а нашите дела и нашите животи нека бидат само за слава и за Негова радост. И можам да кажам дека многу сме радосни, многу сме среќни што навистина сме дел од Неговото стадо. И му благодариме на Господ што навистина овај живот пример го живееме заедно со Него. Да бидеме среќни, радосни, зашто Филипјаните 4:4 вели: радувајте се и пак ќе речам, радувајте се. Слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Амин.
Божи благослов и фала му на Господ, ете овај ден што можеме тука да доидиме и да бидеме заедно со браќата и сестрите, да го славиме Христос, кој тој не одбра да бидеме негови чеда и тој да е наш цар. И му благодарам на Господ што и моите деца сите се христијани. Мојот син пасторот Едијан, јас му сум мајка. Имам син, исто се вика Ерхан и тој му служи на Бога. Исто имам и невести, Аида и другата. Му служат исто така на Господ, Исус Христос. И нашиот цел дом му се посветуваме на Бога. И фала му тој што не одбра, но многу му сум благодарна што тој и по постари години и ете и мене ме остае да бидам сирак. Имам татко кој е Христос, мојот Господ и Спасител. И му сум благодарна што тој ме одбра да бидам негова керка. И да бидам заедно со сите браќа и сестри и да му служиме на оваа црква сите заедно. Но имаме и друго место цркви кои му служа исто така и денеска не се тука, тие моментално се во другата служба и не знаат дека ќе имаме тука нешто и зато се моментално не се тука. Но иако сме во помал број каде да сме, Бог е со нас, зашто Исус кажува каде се двајца и тројца, тука е и тој. И му благодарам на Господ што е тој насекаде. Имаме браќа и сестри и широм свето, имаме и во Австрија, и во Франција, и секаде имаме. Мојот син е во Франција и тој таму служи во таа црква. И бев и јас таму. Вистина е голема, многу голема црква и многу ги има браќа и сестри исто и таму. И бевме исто пречекани како да се знаеме од секогаш, зашто нашиот Господ е од секогаш со нас и ние така се чувствуваме кога сме заедно. Му благодарам на Господ и фала му на брато што денеска ете тука е со нас. Ја поздравувам неговата сопруга Марија и сите и тие кои му служа на таа друга црква Христова. И фала ти што не слушавте и ви благодариме што ќе не гледате. Божи благослов. Амин, да сте живи и здрави. Добар ден на сите, јас сум Мисел Мазовски, јас сум од Прилеп, оженет човек, татко на 3 деца. И денеска недела сме во црква, значи во Евангелската црква во Прилеп. Така да сакам нешто да кажам всушност, што е христијанство и дали ние го разбираме христијанството. И сега можеби ќе биде малку се чудно, посебно за прилепчани, нели, како може Ром да зборува за христијанството. Одма ќе ви кажам на самиот старт, да не правиме коктел од вера и нација. Значи, христијанството е христијанство, а нацијата е нешто друго, како националност. Јас сум Ром и се радувам како таков кој Господ ме создаде да се родам од ромска нација. Сега, дали христијанството е традиции, дали христијанството е обичаи, дали му служиме на Бога и сме христијани кога за Великден ќе одиме во црква и тоа е доволно се прекрстиме само, дали христијанство кога ќе одиме за Божик и кажеме на роднините Христос се роди, на вистина се роди. Тоа е христијанство, ама е тоа традиционално христијанство. Словото Божје, Библијата, нас ни зборува за едно поинако христијанство. Исус никаде не рече бидете христијани. Исус секаде во Библијата зборува дека ние треба да бидеме деца негови, да бидеме слуги негови и христијанството на еден друг начин да го носиме. Не е доволно нашата хуманитарност, нашите големи концепти. Битно е она што го пишува во Словото Божјо, во Новиот Завет, ние да го живееме во такво. Тоа е христијанство. Човек кога ќе поверува во Исуса Христа, кога ќе почне да чита Библијата, кога ќе вклучи Завет, кога ќе стане полнолетен и се крштева, и кога ќе почне да говори за вистината, кога неговиот живот ќе се промени. Ако досега крадел, плячкал, се тепал, сите тие работи ги острани. И почни да живее онака како што живееше Христос. Скромно, тивко, понизност. Се разбира, не е греф ако човек е богат. Но што е сега важноста? Важноста е дека христијанството е да човек биде спасен. А не да се чукаме по гради, ние сме христијани и ние како македонци христијани. Да, фала на Господ. Но важно е дека христијанството е вера која те носи поблиску до Бога. Оти видете, Исус никаде
не нагласува националности. Во Матеј, Евангелието на Матеј, има една порека која запишал апостол, вели вака: 11:28. Дојдете при мене сите кои сте изморени и обременети. Значи, сите. Тука нема националност. Христијанство се тоа кога ти ќе го прифатиш оне кој верува Исуса Христа, ќе биде твој брат, ќе биде твоја сестра и ќе ги делите маките заедно, скромно кажано. Така да, сакам да кажам дека Господ ве благослови. Ако сакате повеќе да знаете за Господ Исус Христос и што точно е христијанството, земете Библијата. Таа само за себе сведочи. Најмногу таму зборува. Можете да слушате било кој проповедник или говорник или свештеник, не е проблем, тоа е во ред, сосема. Но Библијата најдобро објаснува што е христијанство. Проповедта денеска беше за служењето, дека Бог, кој иако беше Бог, сепак зеде обличен на слуга и се понизе, зеде обличен на слуга, дојде на овој свет, така и ние да секој ден кој што служиме, кој што сакаме да го следиме Христовиот пат, да земеме обличен на слуга, зашто кој иако беше син од Божи, сепак тој се понизе и дојде да им служи, а не да служи. Така и ние како негови Христови следбеници да служиме за Словото Господово и да служиме на секого еден кој што е на овој свет. Нека Бог ве благослови, нека Бог ви даде мир. Амин. Сакам да го поздравам и нашиот брат Тихомир, кој денеска ова утро е тука помеѓу нас. Јас би сакал да го повикам, да и тој знам дека сигурно има нешто да не охрабри, сигурно има нешто да ни сподели од Словото Господово. Повели, брат? Сакам да ви пренесам добри поздрави од оне кого сите не го знаеме. Исус Христос е жив. Тој живее во нашите срца. И се радувам што денеска сум во оваа црква каде што е сеќавам Христовата љубов. Навистина ме полни дека Господ испратил луѓе близко до нас. Јас живеам во Скопје, во една друга жива црква каде е пастор Константин Кешаров, да видам браќа и сестри и се сеќавам на оној стих каде што вели Исус: твоите мајка и браќата стојат пред вратата. Тој вели: која е мојата мајка и кои се моите браќа? Кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Јас сум професор на факултетот за драмски уметности и половина живот имам 50 години, сакам да бидам глумец, да се себе обожувам. И слава му на Бога што Господ ме допре и радвам дека дарбата ми ја дал за да го славам Господ Исус Христос. И последните години ги зборувам Евангелијата, ги озвучувам на разни места каде што ме носи Господ. По болници, по училишта, по старски домови и кај браќите и сестрите по црквите. Некогаш тие не знаат дека е Светото писмо, бидејќи во некои образовни институции ќе се лутат зашто како ги мислат дека ширам религија. Јас им кажувам, тие велат стиховите се прекрасни, а не знаат дека се од Светото писмо. И денеска ќе ви кажам еден дел од Матеј 5:6. И кога почнувам, ако сакате музиката, велам, ќе се сведочи Светото Евангелие по Матеја. Народот што седеше во мрак, виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна и мокра светлина. Отогаш почне Исус да проповеда и да говори: покајте се, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И кога ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји.
Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови важно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби силата со што ќе се освои, таа веќе за ништо не е освен да се фрли надвор и изгази луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту светло се става под поклоп, туку на светник за да им свети на сите вкуки. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец небесен. Немојте да мислите дека дојдов да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измери, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали закони, најмал ќе се нарече во Царството небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој голем ќе се нарече во Царството небесно. Зашто вистина ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството небесно. Брате, ако те соблазнува тесното око, извади го и фрли го од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пекло. Ако те соблазнува десната рака, исечи ја и фрли ја од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пекло. Сте слушнале дека е кажано: не колни се криво и заклетвите пред Господа исполнувај. А јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, оти тоа е престол Божји, ниту во земјата, оти е подножје на носете негови, нити во Ерусалим, оти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, не. А се што е повеќе од тоа, од лукавиот. Сте слушнале дека е кажано: око за око, зап за зап. А јас пак ви велам, не противите му се на злото. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. И ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. И ако некој те натера да одиш со него една милја, ти оди две, на оној што бара од тебе, дај му и не го одбивај оној што ти сака нешто назад. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат. Правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец небесен. Зашто Он го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите, и праќа дожд над грешните и над праведните. Зашто ако ги љубите само оние што ве милуваат вас, каква ќе ви биде награда? Зар не го прават тоа и ни писма? Браќа, немојте да ја покажувате својата праведност пред луѓето за да ве видат, инаку нема да имате награда од вашиот Отец небесен. А ти кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна, и тогаш твојот небесен Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. А ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е од тајност, и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, немојте да видите како незнабожците кои употребуваат многу зборови за да бидат слушнати. Очи вашиот Отец небесен знае од што имате нужда уште пред да сте се помолите. Туку молете се вака. Ајде сите заедно. Отче наш, кој си во небесен, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни нашите
како ние ги простуваме на нашите должници, и не ме води во искушение, но избави од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата, во сите векови. Амин. Зашто ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Браќа, немојте да собирате богатство на земјата, каде што ги јаде молесот и регјата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец ниту ргја ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто, и целото твое тело ќе биде светло. Ако пак твоето око биде лошо, и целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Не можете да им служите на двајца господари. Или едниот ќе ве замрази, а другиот засака. Или кон едниот ќе се приврзете, а другиот ќе ве презре. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Затоа ви велам, немојте да се грижите што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за тоа што ќе се облечете. Зар не чини душата повеќе од храната и телото до облеклото. Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и село ќе ви се придаде. И така, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доста му е неговото зло. Не судете, за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Брате, зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе кажеш, брате, чекај да ти ја извадам раската од окото, а пак ете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првим гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Светињата не ја давајте на кучињата и не си го фрлајте бисерот пред свините, за да не го изгаза со своите нозе и откако се повратат да не ве раскинат. Сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака добива, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Браќа, има ли ме гилуваш човек, кој ако му посака неговиот син леп, да му даде камен, и ако посака риба, да му даде свина. Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа се законот и пророците. Влезете низ тесната порта, оти широки се портите, и широк е патот што води кон пропаст, и мнози наминуваат низ нив, а тесни се портите, и тесен е патот што води кон животот, и малкуни го наоѓаат. Господи Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден ми даде сила, и љубов, и милост, да ги озвучувам Твоите слова со овие мои браќа и сестри, зашто Господи Исусе Христе, Тие ме допираат во срцето, Тие ме подсетуваат дека Ти си во мене, и Ти си во нив, и дека Ти си главата, а ние сме органите, и ние сме едно тело. Нека расне оваа црква, Господи Исусе Христе. Нека се шири нашето стадо, Господи Исусе Христе. Нека оваа земја и оваа црква биде Христова, како што е запишано. Те сакаме Христосе. Слава Ти, Господе. Христо и благослови. Бидете живи, здрави, благословени. Амин.